Почитувани, власта на Никола Груевски на ист начин како што во минатото манипулираше со избирачкиот список, така и денес се обидува да манипулира со вкупниот број на вработени во јавниот сектор. Бројката на вработени во јавниот сектор 127.139 вработени, што изнесе Министерката за информатичко општество и администрација, и соопштувам на јавноста дека е крајно спорна. Со ова се доведува во прашање реализацијата на фер и регуларен изборен процес, како што мора да има, јас сум должен ова да го преточам во јавноста. Од регистарот на вработени, што и го доставува ова Министерство на Државната изборна комисија, та избира членови на општинските изборни комисии и избирачките одбори, кои го спроведуваат гласањето и броењето на гласовите. Затоа е важно податоците во регистарот да се точни, но проблематични се. Министерството во правилникот, по кој што институциите требаше да го спроведат внесувањето на своите вработени, не предвидело практичен модел на прибирање на информации. Бидејќи предвидениот софтвер бара повеќе време, институциите главно вработените ги внесувале во обични Excel табели. И тоа во услови кога власта на Груевски им додаваше, па им одземаше волонтери на кои им го трансформираше работниот однос како ќе им текне во од, главно по партиски потреби. Резултат нова се различните бројки на вработени и на институции, кои како од ракав ги вади Министерството за информатичко општество и администрација. Последната бројка, што ја соопшти министерката Арсовска Томовска, повикувајќи се на регистарот, е 127.139 вработени во 1266 институции. Предпоследната бројка, што ја соопшти министерката лани, е 128.253 лица вработени во 1354 институции. Значи за 6 месеци бројот на институции се намалил за 88. Ако е тоа вистина, од Министерството треба јасно да се соопшти кои се тие 88 институции што постоеле во септември 2015 година, а не постојат денес во март 2016 година. И кој лаже министерката кога вели дека бројката на вработени во јавниот сектор се намалила, или Зоран Ставревски кој помпезно ги соопшти новите 2667 вработувања, и тоа по основ на трансформација на работниот однос, а Ставревски дури соопшти дека ова бројка брзо ќе се покачи на нови 3500 ново вработени по овој основ. Како е можно да има нови вработувања, а да се намали вкупниот број на вработени? Ќе потсетам само на информацијата дека самите властодржци му признале на еврокомесарот Јоханес Хан дека вработените во јавниот сектор, заедно со привремено вработените и вработените во трговските друштва со доминантна или целосна собственост на Република Македонија, врз кои сушност власт има директно влијание, број над 180.000 вработени, која потоа сами ја демантира. Почитувани граѓани, имам информација од вработените дека за претходните изборни циклуси власта селектирала кои вработени ќе ги достави до ДИК за членови на изборните органи. Предупредувам дека такво нешто овој пат не поминува. Токму затоа барам институциите до 15 април 2016 година да ги внесат вработените во соодветниот информационен систем за менаџирање со човечки ресурси. Законска должност на институциите и ова министерство е регистар со точни податоци и бројка на вработени во јавниот сектор. Следните избори во Република Македонија мора да бидат фер и регуларни. Благодарам.